Отприлика исти се проблемите или барем слични на граѓаните кои што живеат не само во Скопје, туку и во помалите градови во Македонија. И веројатно одговорите што ќе ги дадеме денес во денешното издание на емисијата ќе ги задоволат прашањата на поголемиот дел од публиката. Овде во студиото продолжуваме со разговор на оваа тема со нашиот денешен гостин, господинот Ѓорѓи Мариновски, председател на Синдикатот на автотакси превозници. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Понашто успеавме да го видиме еве барем од Прилеп, од прилика исти се проблемите како на вас кои што функционирате и работите во Скопје, како автотакси превозници, така и на прилепчани. Па најверојатно во сите градови се слични. Најголем проблем имаме со дивите таксисти, затоа што во моментот не ги има како со небележани возила бело-жолти, како лиценцирани, така и нелиценцирани. Значи, зашто ќе го кажам тоа? Значи, лиценцирани автотакси превозници има диви, затоа што се злоупотребува законот кој што е донесен од пред неколку години, така да некој кој што ќе може да отвори дуел фирма и ќе лиценцира 10 возила, може да пријави еден или двајца, а останатите се непријавени, значи работат на диво, не ги подмируваат давачките према фондот, нели? И тоа едноставно ни прави нелојална конкуренција. Значи има некои кои што плаќаат, а некои кои што не плаќаат. И тој проблем, еве со години се не може да се реши. Покушававме неколку пати со прошлата градоначалничка, не бевме повикани. Се надевам дека новиот градоначалник ова ќе го слушне и ќе не повика. И тука не е проблем само градот, да кажам, значи градоначалникот треба да повика повеќе институции кои што се помешани заедно во тој проблем околу такси превозот, а тоа е МВР, Министерство за економија, транспорт и врски кој што ги носи најголемиот дел од законите во таксито, а исто така и трудова инспекција. Затоа што денес градот излегува на терен, но он има ингеренции само да провери дали возилото е лиценцирано. А позади возилото, возачот него проверува дали он воопшто е пријавен, значи ги плаќа придонесите према државата и сега он може во тие лиценцирани возачи да ми извади на лекарско уверение од 800 денари било кој кој што има возачка од утре да стане такси превозник. Значи бараме тие аномалии да се решат, а за тоа треба да бидеме повикани од градоначалникот, кој што ќе ги собере сите тие институции, заедно и ние да бидеме таму присутни и да се најде решение за тие проблеми да се решат. Дали некоја форма во законот треба да се промени, али најбитно од се е што треба трудовата инспекција, значи да излезе на терен, како што градската управа излегува на терен и да се решат тие аномалии, затоа што имаме премногу пензионери, премногу луѓе кои што работат други дејности и едноставно излегува работи 3-4 сати такси во ударните периоди и се оди дома. Значи јас како граѓанин кој што сака да го почитува редот во градот, доколку имам потреба од такси, се јавувам во регистрирана такси компанија, барам такси на повик, добивам кола, но може да се случи возачот да не плаќа данок кон државата во тој случај? Да, видите, такси компаниите, членовите, значи таксистите, си плаќаат чланарина во тие такси компании и во случај да се случи нешто патникот да изгуби, значи може да се пожали во таа такси компанија, значи да се побара ако нешто изгуби во возилото или ако му се пренаплати вожејата, од таа страна патникот е заштитен. Но ние како таксисти не сме заштитени затоа што едноставно имаме нелојална конкуренција. Еве ќе ви давам еден пример. Има пензионери кои што земаат 30.000 пензија и он вози додатно такси, заработува уште 40, а оној кој што ги плаќа давачките треба да даде 20.000 према државата. И преполовена му е добивката во... И преполовена му е добивката. Голем број такси возачи се самовработени, приходот наменет за неколкумина вработени од такси компанијата во логистиката, значи се смета дека голем број од таксистите немаат регулирани дозволи за работа, тоа е ова за што сега зборувавме. Инаку, според вас, колку таксисти му се потребни на Скопје?
Налетав на некои податоци дека некаде околу 2700 таксисти. Ја мислам дека од 2000 нема е потребно повеќе на градот. Мислам дека тоа е максимална бројка. Мислам дека и сега нема толка број на таксисти. Сега сигурно нема толка број на таксисти. Мислам дека нема ни 2000 во моментот. Мислам дека 2000 се сосема доволни. Доколку се би било регуларно, тие би биле лиценцирани. Да, се би било регуларно. И сакам да нагласам, има проблем и во тоа што кај нас во синдикатот ние сочинуваме најголем дел од таксистите. Има доста кои што се трговци поединци. Значи, они имаат најголеми проблеми со законот. Значи, сега некој кој што е доел, кој што има 10 возила, може за 20 да плаќа, а за 8 души да не плаќа, тој што е трговец поединец е сам во фирма, дури ако не работи по 3 или 4 месеци, он е должен да ги плати давачките. Значи, едноставно не може да ја стави фирмата во мирување. И што е најтрагично, значи, ако не оствари профит поголем, дали од 1,5 милион, не знам колку е за ДДВ обврзник, значи, во случај утре да сака да земе ново возило, нема поврат на ДДВ. Значи, тоа се многу работи кои што треба да се реша да биде еднаков законот за сите. Кога сме веќе кај возилата, претпоставам дека е законски решено колку треба да биде старо возилото кое што ќе се користи за превоз на патници, како такси возило. Боите се веќе стандардни во град Скопје, бело, жолто, значи треба да е и соодветно обележено. Унифицирани се таблите кои што го обележуваат возилото. Ги гледали некој, не ги забележуваат такси возилата кои што се многу стари, кои што не се соодветно обележени? Да, ама јас мислам дека градот прво треба да преземе мерки да им обезбеди работа на тие што се лојални према државата, значи кои што ги плаќаат давачките, да им дозволи година-две да работат, значи како што треба, да соберат одредени средства, па потоа да се зборува за понови возила. Затоа што во моментот мислам дека секој кој што регуларно ја врши оваа работа покрај тие диви таксисти, мислам дека многу тешко може да дојде до поново возило да земе. Во овие услови сега. Возилата се ваши, не се на такси компанија? Да, возилата се наши. Тие кои што се на такси компании, тие немаме ние во синдикатот. Така. Такви возила. Синдикатот го сочинуваат скоро сите таксисти кои што имаат своји возила. На колку години се менува возилото? Или по колку изминати километри? Со оглед на тоа што... зависи сега, некои ги менуваат на 3, некои на 5 години сега. А оптимумот е? Има некои по 10 ги возат, не знам, се зависно од условите, кои како услови има да го промени. Но старосната граница на возило кое што би било во употреба во такси превозот не е ограничена? Па требаше да биде Евро 3, тоа беше пред 3-4 години имавме состанок, но тој беше затворен, затоа што не можевме да се договориме, затоа што ние ќе го прифатевме Евро 3, ама баравме сите таксисти да бидат пријавени и тука не можевме да се договориме околу тоа прашање и остана отворена. Знаете зашто ве прашувам ова за старосната граница на возилата? Има многу различни размислувања, да речеме, што доколку би се унифицирал такси превозот, би се возеле електрични возила, помалку би загадувале? Па не знам сега вака, јас од медиумите слушнав дека 200 возила дали се поделени или ќе се поделат во градот. Ние како синдикат никој не ни се јави дека такви возила се донесени. Дали тие се поделени на некој, дали треба да се поделат, и мислам дека ако такво нешто има, прво треба да се поделат во нашиот синдикат тие возила, ако се размислува за чистотата на градот, затоа што кај нас во синдикатот има возила кои што се по старо годиште. Значи има и Евро 1 и Евро 2. Значи со тоа би се гледало за екологија за градот. А ако се поделат на возила кои што имаат Евро 6 стандард, не знам која би била логиката и добивката од сето тоа, али досега ние неаме таква понуда дека такви возила се донесени, а гледам шпекулации во медиумите дека се донесени, дали си или не.
Така, тоа Треба можевме да го некој друг да слушнеме. одговори. Така, можевме да го слушнеме тоа и во прилогот каде што зборуваше вашиот претседател господинот Рајчановски. Да, он е од групација на автотакси превозници, али се среќаваме, имаме некој. Информациите се тие кои што кружат за такси превозот. Па да, веројатно и он истите информации ги има дознаено, како и јас не знам. Многу потешко се наоѓа такси превоз во вакви денови, како денешниот, и во ноќните часови. Зошто е тоа така? Немаат ли обврска автотакси превозниците да излегуваат, да речеме во смени, да има некаков распоред, да има некаков ред, или секој излегува кога му одговара? Па вака во ноќните смени нема такси затоа што нема ни патници. Од 1 до 5 сат е воопшто глуво во градот, дискотеки нели веќе нема, Така, нема не дозволен поради ситуацијата што беше. Едноставно и тие што работат во тие ноќни сати викаат многу е ладно, возилата работа, дали ќе направиме по 2-3 воши и никој не сака да работи во тие сати. А тоа што се случува во гужвата е проблем што има многу такси компании низ градот, кои што имаат мал број на возила, 40-50, и сега, например, може да се деси, еве карикирам, во одредена населба во Влае, да има 15 такси возила во тој круг, али луѓето кои што вртат од домата дека ги погодат баш компаниите кај што има возило, треба да свртат можеби по 4-5 броја. Мислам дека треба да има фузирање меѓу тие такси компании. Во тој случај таксистите би правеле помалку километри, а и патниците побрзо би наоѓале возила. Значи не се работи дека нема такси возила, него проблемот е што се малку расфрлани во повеќе компании. И дали има доволно такси стојалишта низ градот? Тоа е голем проблем, нема доволно и тие што ги има се уништуваат. Например, порано се уништи Ловец, Пелагонија. Еве се во моментот зградата која што се прави кај Холидин, најверојатно и таа станица ќе згасне, така да многу малку стојалишта остана. Доколку, да речеме, јас искрено се надевам дека ќе имате средба со градоначалникот Ѓорѓиевски, доколку ве повикаат, имате ли вие ваша идеја, ваша визија, имате ли мапирано точки низ градот кои што би можеле да прераснат во нови такси стојалишта? Па имаме одредени точки, сега зависи колку ќе бидат од градот, тоа не зависи од нас. Јас со сегашниот градоначалник се видовме еднашка, тоа беше пред да стане градоначалник. Од тогаш се немаме до сега видено, слушнав дека имал премногу работа и јас не поднесов барање, слушнав дека Рајчановски поднел барање. Се надевам дека он ќе не повика, затоа што кажа уште пред изборите дека обавезно секој месец ќе имаме бар по еден состанок, али до сега се немаме видено. А би требало за да се видат поедини. Според податоците на глобалната платформа Нумбео, просечната цена на такси превозот во Скопје е многу поевтина во однос на другите главни градови. Помеѓу наблюдуваните градови најдобри цени има во Скопје, каде што за возење ќе платите речиси половина помалку од Загреб. Ќе се согласите со тоа? Од Загреб може би 3 пати помалку, од Белград може би половина. Бугарија има некаде, Софија околу 40% повисоки цени, Албанија исто 40%, Грција двојно и повеќе, така да цените се најниски, али проблемот е што овде стандардот на граѓанините е понизок. Е многу понизок. И ние тоа го осеќаме, затоа што ќе ви кажам, пред 15 години, од 9 до 12 саат ноќеска имало повеќе работа, него после 12, затоа што после 12 се делела работата и меѓу тие што немале станици и тие што имале. И имало помалку работа, затоа што се двоела работата, а сите од 9 до 12 оделе со такси. А сега од 9 до 12 има помалку работа, зашто луѓето одат со автобус и после 12 бараат такси. Едноставно не може да биде таа цена, затоа што и народот нема доволно доволно средства да плати тоа и затоа цената е таа која што е сега. И ние кубуриме и со оваа цена, затоа што кога ќе платите 15.000 давачки за еден вработен, кој ќе платите 5.000 чланарина кај што земате позиви, 10.000 одржување на возило, вие треба за едно такси возило да издвоите 30.000 чисти денари во месецот и така да иде доста тешко со оваа цена, али некако се снаоѓаме. Тоа е тоа.
Искрено се надевам дека ќе имате набргу средба со градоначалникот и дека ќе се решат проблемите кои што постојат во автотакси превозот во градот. Она што вие го очекувате да се стави ред. Прво, лично, ваше мислење, може ли да се стави ред? Да, ако сакаат, може да се стави ред, многу лесно, затоа што не се таксистите само приватници во градот, како по приватните дуќани, секаде има ред, може да има ред и во таксито, само ако се сака. И па да се надеваме дека ќе се сака да се стави ред во такси превозот. Јас ви благодарам што денес одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. И секако будно ќе следиме ситуацијата, па на време ќе ги информираме нашите гледачи за состојбата со автотакси превозот во Скопје. Ви благодарам и вас.